Стадион. Емисија за вашата вистина. На линија би требало да го имаме Горан Ѓоргоновски. Прво, ова околу вашиот наследник, имате ќерка, имав ја информација, имате ли некој, може би роднина, кој што игра ракомет, Ѓоргоновски? Не. Не да некој би го знаел, не да некој би го забележал или така, не. Добро, вашата ќерка нека е жива и здрава. Има слично презиме на моето и од Струга, се вика Емилијан Ѓорговски. Аха, значи така да од тој аспект може да има некаква замена. О, кажав затоа што вие сте посветен на ракометната кауза максимално. 24 на ден, што би се рекло. Ракомет за секое се трудиме. Ракомет за секое дете. Повелете, објаснете го овој проект. Па прво би сакал на вашите слушатели па и гледачи на преку социјалните мрежи да им честитам Божик, нова година, да бидат живи и здрави. Ракомет на секое дете, за секое дете дојде како, да кажам, како производ на она што сум го работил изминатите години и како играч, потоа бе вклучен и во клубот кај што играв долги години, а потоа и во организацијата наречена КЛ7, кај што развивавме еден проект кој што мислам дека и допарва ќе ги даде резултатите кои што треба да ги даде, иако тој проект заврши како што заврши. Од друга страна, јас не сакав да застанам тука и како агенција КМГ Спорт која што стоеше за тие проекти, сакав да продолжам и еве го продолжив тоа, да создаваме услови да секое дете добие шанса да покаже талент, да покаже афинитети. Најважно од се е колку што можеме, сега зборам од аспект на ракомет, од аспект на наша филма, колку што можеме повеќе деца да ставиме во сала, да тренираат ракомет, затоа што ако имате голема база на деца или убава база на деца, може да очекувате некои нови ракометари, имајќи предвид дека условите во кои што работи државата не се баш сјајни. Така да ние треба да се трудиме да имаме што повеќе деца како ракометни фила, повторно спомнам, да се дружат со ракометната топка и тука да ги бараме нашите идни ракометари. Така да за сега нашите планови се тие. Генерално сме фокусирани на Скопје и околу Скопје, што не значи дека не работиме во други градови и нема да работиме. Тоа зависи во добра мера и од каква желба има и од другата страна, дали има услови таму. Значи знаеме што е важно во делот на школите, едуциран кадар професорски и нормално термини кои што можат децата да ги користат имајќи предвид другите обврски што ги имаат. Ѓоргоновски, каков е интересот кај децата? Во ситуација на видеоигри, постојано зборуваме, цело време се децата на мобилни, на таблети, на лаптопови, на компјутери. Сега се многу модерни, гледам и спортските канали тоа го фокусираат, односно се повеќе го форсираат или како се вика гейм. Тоа се помодерно станува, децата од дома затворени да се врзуваат и да играат со најразлични другарчиња. Сала премногу не ги интересира. Затоа ја прашувам каков е одзивот, што велите вие како поранешен спортист кој што цело време на ракометното игралиште или на некоја ледина сте биле, за разлика од овие денешни деца? Мислам дека тука е, ајде да кажам, интересот и сега во овој проект што го работам, а и претходно што го работев проектот е добар, да не речам одличен, зашто секогаш може подобро. Она што е главна поента дека мите деца не се до таа мера криви за тоа што се случува, или да кажам многу помалку се криви отколку нивните родители и нормално и образовниот систем во кој што ние функционираме. Значи, нас не се случува многу често да имаме дете кое што има, да не се одразам лошо, не сака да влезе в сала, нема афинитет према ракометот, не ни знае што се случува в сала
и од друга страна да ни се случи истото тоа дете кога ќе се запознае со еден друг свет, еден свет кој што ние го живеевме, можам да кажам, јас сум една од последните генерации кои што живеевме со надвор и во сала, да го спознаат и да потоа станат најголеми влюбеници, да кажам, да имаат пеперутки во стомак, да се возбудени, да ги поцепилат дома со ракомет, да страда некоја врата дома и така натаму и така натаму. Значи, мислам дека ние не се фокусираме на тоа што родителите се задолжени да прават со децата од 4 години, од 3, 4, 5 години. Тука е голем проблем. Тука веќе образовниот систем не го ставам во некакво, не му давам некакво внимание, затоа што многу тешко ќе го реформираме нареден период. Ти си многу позапогледен од мене, се бавам со тие теми. Но она што можеме ние да осмениме менталноста на родителите и да им кажеме дека тие се големи виновници за тоа што се случува со нашите деца од аспект на тоа да дигитализација. Дигитализацијата е неминовна, но во која мера ќе биде употребена и дали ние како родители сакаме да се жртвуваме, да дајме дел од своето време, од друга страна дали го имаме тоа време со новиот начин на живот, да ние на децата ги насочиме и да им го бараме афинитетот. Не значи дали ракомет, фудбал, кошарка, музика, балет, не знам што, значи ние мора да им најдеме издувен дел вентил на децата, својата енергија да ја канализира. Така да, треба да има игри, ние сме играле и Nintendo и Tetris и се, но тоа било многу строго дозирано. Сега е веќе излезено надвор од контрола. За среќа, во мојот сегмент, во тоа што ја работам, не се одразува, ако кажам не се одразува дека имам интерес, но ние треба да имаме многу повеќе деца во сала од ова што е сега. Гргоновски го прашав и Марасков. Ајде, он многу порано играше, меѓутоа мислам дека еден период ти се сретнавте. Вие не сте толку повозрасен, па да може да зборуваме за големи разлики. Сепак, кога вие игравте... 15 на години разлика. Сепак, кога вие игравте, ракометот не беше толку мокен, не беше толку силен, не беше толку и со пари пред се организиран. Сега се случуваат други работи, па го прашав Марасков дали во денешно време би играл подобро или нема воопшто да се стане. Тој каже дека мисли оти во денешно време, во денешниот ракомет уште подобро би играл. Кој е вашето размислување на оваа тема? Дали на ракометот напредна или напредувајќи ја изгуби таа убавина што е спомена Марасков? Прво да се надоврзам на тоа што го кажа Пепи, како една жива легенда на македонскиот ракомет, дека јас сум на истото мислење, имајќи предвид неговата антропологија и конституција, дека тој многу уште подобро би играл, ако може подобро да се играл тоа што тој играше, без разлика на неговата кариера која што е реализира. Мислам дека уште подобро би се снашол, отколку тога, затоа што навистина прво начинот на функционирање, на тренирање, на внимание на исхрана, внимание на многу голем број на аспекти кои што тогаш не се размислувале, едноставно тоа беше еден друг систем кој што беше малку и позатворен, не сакајќи во никој случај да го деградирам. Сега е навистина светот отворен максимално, колку ние користиме тоа е друга работа, но како и секоја работа, како и секој спорт, и ракометот мора да оди напред. Јас се согласувам со тоа дека можеби се изгуби малку на она тактичка смисла на самиот ракомет, но од друга страна не постои екипа во светот која што игра брзо, а не е технички подкована. Вие не можете да играте брзо, а да не сте технички подковани. Затоа се сега скандинавците во ситуација кога доминираат, но од друга страна па и Шпанија ни покажува, која не игра брз ракомет, но французите ни покажа дека нивниот кој што владее моментално во светот,
15 тренери кои што се на и позиции во ракометот, нешто слично на југословените во кошарката пред 25-30 години, покажаа дека не значи тоа дека е најдобро. Моето мислење, за да не ја должам многу, моето мислење е дека промени мора да се случуваат, нови работи да се воведуваат, но секој паметен човек ќе го дозира тоа колку што мисли дека е добро. Да, Барс Центар е добар во одреден период, да, 7-6 е добра ситуација во одреден период, но тоа не може да биде нешто, не може да биде константна тактика на некој успешен колектив. Ајде сега ова околу звездите кратко. Не се слушаше баш најдобро, споменавте и НБА, иако се мислеше дека после мајка Джордан, еве Джеймс, нема да има ништо ново, меѓутоа секој ден се појавуваат нови и нови квалитетни играчи кои што стануваат планетарни звезди. Да почнеме од нашите краеви. Јокич, па да завршиме со Дончич, да не го заборавам, со Букер, како се ги има стварно, навистина, извонредни големи играчи кои што сигурно ќе ги надминат и Джордан и Джеймс. Значи, влегуваме, јас спомнав и преска дека светот секако дека раѓа нови звезди, но овие што вие ги спомнавте се специфични по своето делување и опстојување. Сега, кога разговараме за НБА и за звезди, кога зборуваме за звезди, ние влегуваме во еден друг сегмент што се вика маркетинг и промоција. Значи, овај дел на Европа, нашата земја, медиумите горе-долу не се во функција или не сакаат или не знаат да бидат во функција. НБА е една машина за пари и таму се свесни дека самиот медиум, доколку ја произведе звездата, таа звезда со цела своја тежина утре ќе го подигне самиот медиум со изјава, со што и да е, со настап и така натаму. Така да тоа е врзан круг, кој што тие американците, капиталистите многу добро го сватиле и го применуваат. Значи ние мора да сватиме дека од нашите спортисти, зборам од оние што се етаблирани, мора да ги подигнеме на едно високо ниво. Не зборам тука за младите и младите и играчи кои што се во почетна фаза. Ние мора да ги донесиме во ситуација на така наречени звезди и со чепкање во приватен живот и со нив позитивен пиар, да после тие истите ни се вратат назад како медиуми и да ни го кренат нас рейтингот и читаноста и слушаноста и гледаноста. Така да ракометот произведува во секој случај звезди или ракометари, што може би во еден сегмент сега не ни се интересни или се далеку од нас, но во секој случај ги има. И Македонија исто така. Прашаме сега за она што не очекува. Велите во една колумна за 24 ракомет, пресинг Лазаров мора да одбере помало зло заради заедничко подобро. Да го објасниме ова. Па сега, ја слушавме изјавата на Кире, читаме овие денови, еве имаше вчера изјава и селекторот на Словенија, Љубомир Вјанеш. Македонија на една интересна ситуација. Значи, навидум селектирана е млада екипа, која што е годиште, генерално се базира на годиште 96-та, кој што и не се така млади, сега да бидеме реални. Мислам, не се во добри години се. Селектираше и неколку млади играчи, кои што ги спомна селекторот, кои што имаат по 19-20 години, но селектираше и што ги викам јас стара гарда, иако дел од нив не се престарени, но играчи кои што поминале можеби 10 големи надпреварување. Така да, ајде, некој 7, некој 8, некој 10. Така да, Македонија сега е во една ситуација, а имајќи предвид дека немаме увид во тренинзите и во надпреварите, затоа што беат затворен тип, имаме сега една ситуација кај што дали Македонија ќе и даде комплетна шанса на 96-та генерација, подпомогната со помладите, или се уште ќе возиме на
на погон на стара гарда и во која мера. Значи прашањето можеби не е добро поставено, не дали ќе користиме, него подобро кажано колку ќе користиме играчи кои што се веќе етаблирани, кои што направиле многу во ракометот и се сериозни европски ликови. Затоа викам, ние она што го кажав, ќе мора да бира меѓу две зло, помало зло, односно. Нашиот напад ќе мора да се базира на играчи кои што се искусни, но тие исти искусни играчи, за жал, голем дел од нив не играат одбрана. И тука ќе мора да бараме некаква кохезија, некој аналгам да правиме од тие млади играчи 96-та и помали и овие сениорскиве кои што можат да ни го носат нападот во било кое време. Јас викам без да тренираат наредна година дена, тие да се состанат и ќе ни го носат нападов против секоја сериозна репрезентација. Но два проблеми се тука, транзицијата и нашата одбрана која што треба да најдеме играчи кои што ќе играат, а можеме да ја користиме во напад. Тоа е во ситуацијава една убава загадка, една убава, да кажам, равенка за Лазаров и за неговиот стручен штаб, кој што мислам дека ќе го решат и затоа сум оптимист дека Македонија може да направи добар резултат на ова европско првенство. И тоа го, впрочем, и самиот Миркуловски завчера го изјави, дека со добра атмосфера може да се надеваме на уште едно полуфинале, иако Македонија не играла полуфинале досега, била многу близко, но се гледа и кај него како помошник тренер, како најискусен, еден од најискусните играчи, дека гледа некаков потенцијал во ова репрезентација. Истото го гледам и јас, а верувајте, познавајќи го Кирил Лазаров, или Кирил Лазаров, не би влегувал во ова приказна ако не гледа голем потенцијал и не гледа дека може да направи нешто за репрезентацијата, па и за себе како селектор. Очекувате ли, Манасков рече, не очекува да игра премногу Лазаров. Вие, како е вашето предвидување? Знаејќи го Лазаров, знаејќи го она што се случува на овие подготвителни надпревари, едниот нели беше одложен со Израел, не влегуваше. Јас спомнав две работи. Кажав дека кои што се поврзани со ова, дека моето размислување дека ова група на луѓе, тука го ставам Миркуловски, двата пивоти и крилата, можат година дена да не се најдат, да не тренираат, да не разговараат и да играат сериозен напад во ракометот. Затоа мислам дека тоа што не настапуваше на овие подготвителни надпревари, а останатите имаат дозирана минутажа, не е показател за тоа дали ќе го користиме, повторно не дали ќе го користиме, колку ќе го користиме. Тоа е мое мислење, не можам да знам. Ги немам информациите, не сум, значи може да се случи да воопшто не настапи на европското, тешко веројатно е тоа, затоа што без разлика на лична карта и датум на раѓање, Кирил Лазаров се уште е наш најдобар играч, а на таа позиција на де дискутираме во однос на неговите конкуренти во репрезентацијата. Мислам, тоа се уште некои различни светови, без разлика, повторно ќе кажам, на тоа што тој веќе со една нога е во тренерскиот занает и во клубот кај што игра, има дозирана минутажа, но и овде знаеме дека има веќе обврска и како селектор. Така да очекувам, особено што Словенија ни е прв противник, очекувам едно големо изненадување во тоа кој ќе го игра нашиот напад, со цел да се анулира Словенија, затоа што и таа ни е главен противник во однос на тоа второ место, без подценување на Црнагора, но мислам дека ние ако Словенија како прв надпревар го добиеме, потоа се може да се деси на ова европско првенство и обратно. Ако го загубиме, тогаш тука завршуваат нашите шанси, без разлика што во април месец ја добивме Данска дома. Така да, Словенија е исклучително важен надпревар и ќе биде исклучително тешко психички да се игра тој надпревар за сите, особено за младите, но може многу да ни донесе, затоа што потоа ни доаѓа Црнагора, кој што може да ја добиеме, можеме да ја добиеме и без многу учество на
овие што ги спомнав, но првиот надпревар ни е многу важен и тука очекувам изненадување и во концепција и во учество на некои играчи. И се надевам, не очекувам, се надевам затоа што тоа така треба да функционира, така треба да настапиме според мене. Без разлика дали ние ќе размислуваме, дали ќе створиме играч на ова европско, ние ќе го создадеме секако. Има 16 играчи се таму. Дел од нив ќе се прекалат на ова европско, но сега е важно и да ја добиеме Словенија. Во никој случај калкулира. Струга, центар на светскиот ракомет. Кој е главниот виновник? И за Георгоновски, сега Георгоновски за помладите генерации. Меѓутоа не е лоциран цело време во Струга или во Охрид. Матлиевски се споменува, наставник, професор. Но вистина, традиција ли, што е тоа? Или има квалитетни тренери? И во оваа репрезентација сигурно 5-6 играчи се од Струга или од тој регион. Или сонцето таму поинаку грее. Кажете ми што е причината? Јас прво интересен феномен е, значи сме го разговарале многу пати и тешко да се објасни, затоа што навистина Струга прво е мал град и второ од тој мал град знаеме еден дел од населението не се ни бави со ракомет, така да уште помал станува. Долги години не можев да сватам, но вие го спомнавте професорот Јаков Чематлиевски, кој што сега работи во мојата школа во Скопје. Значи работи со децата во Скопје, со дел од школите во Скопје и сега почнува ми станува јасно како од Наумче Мојсовски до Емилијан Џорговски како тие деца паѓале во ситуација да се истакнат или да бидат подобри од другите, веројатно затоа што биле во националниот тим, играле значајна улога во своите екипи. Значи, можам да ви кажам дека многу повеќе тренираат од останатите. Една паралела ќе ви направам. Останатите школи во Скопје, не нашата, работа 2 пати неделно со деца од школска возраст, од почетна школска возраст. Ние работиме 3, а професорот Матиевски бара начин уште еднаш до 2 пати неделно да работи. Сега, кога едно дете во Струга работи 5 пати неделно, а во Скопје 2 пати, без разлика на неговиот талент, а ние зборуваме цело време, еве и Пепи претходно зборуваше, сме слушнале дека 99% е работата, не е талентот. Значи, во таква ситуација, кои се шансите на тој што работи 2 пати неделно, или 3 пати во некоја друга фаза, па тоа да дојде до 5 ќе направи 15 години, тој 16, а овај овде работи 5 пати неделно од 7-8 години, која е веројатноста да овој биде во Скопје или во на друго место подобар. Така да, мислам дека прво се работи за методика на работа, второ е квантитет на работа. Од аспект на Струга, однос на тоа прашање. И за крај, рековте, очекувате добар успех на Европското првенство, една проекција за македонскиот ракомет. Останува спорт број 1, како што стојат работите, или ќе треба да се променат некои работи? Оваа традиција, овој континуитет на постојани настапи на европски, на светски првенства ќе продолжи и дали конечно ќе направиме и нешто поударно, да освоиме медал? Не сакајќи да се мешам во темите кои што ги спомна вашиот претходен соговорник, кој што имајќи предвид дека ве следам, го знам многу добро, вака го знам од што го слушам и навистина се гледа дека има широк опсег на познавање од поише теми. Но тој испомна една работа која што мене и падна во очи и во уво, а тоа беше дека ние многу драматизираме се што ќе се случи на европското. Нели јас кажував дека тој надпревар со Словенија е за нас круцијален, многу важен. Кога зборам за нас, зборам за ракометот како фела, која што после пласман на одбојкарите на 2 европски, кога пласман на фудбалерите на европско првенство, вие имате еден пат на база на деца кои што тренираат ракомет, што е нормално. Така да нас ни треба, како ви кажам,
потребен ни е успех како фела, потребен ни е да бидеме во центарот на вниманието. Ние како клубски спорт секако ќе бидеме, додека е тука Еврофарм, додека беше тука Минчо Јорданов, додека беше тука, додека е Михајло Михайловски, ние ќе бидеме во центарот на вниманието. Не е спорно, но ова е нешто друго. Кој играл за национална селекција знае дека друга приказна е национална. Така да поентирам, ракометот од аспект на успеси, да, е популарен и е спорт број 1. Но од аспект на инфраструктура и услови, во ништо не се разликува од кошарката, дури мислам дека на поднебие на Скопје е се уште далеку од тоа што треба да биде, имајќи предвид дека не секоја сала е оспособена за ракомет, нема димензии 40/20, воспротивно, одбојката и кошарката бараат многу помалце, а во некои други времења кога се правеле сали не се размислувало и се уште не се размислува за нашиот спорт како сериозен спорт и без разлика на се што ни донесе и на клубски и на репрезентативен план. Јас сум оптимист дека ова комбинација на играчи со два-тројца сериозно етаблирани играчи. Вие ги имате Стојле Стоилов со 2 титули Лига шампиони, го имате Георгиевски, го имате Никола Митревски кој што е најдобар голман во Португалија, еден од најистакнатите во Европа по изминативе 2 години. Значи, го имате Жарко Пешевски и Кузмановски кои играат Бундеслига и на крај го имате капитенот кој што се уште ги држи голем дел од конците во Нант. Зошто ние да не бидеме оптимисти и да очекуваме најголем успех во историјата на македонскиот ракомет? Но од друга страна, системот на надпреварување е сменет, за жал на наша штета. Она што го спомнав, ние ако не ја добиеме Словенија, можеме лесно да се вратиме дома и ова што го разговарам сега јас да биде нешто што не е сериозно. Значи затоа викам системот порано беше друг. Сега веќе две репрезентации од натаму, а ние имаме група со 2 исклучително добри репрезентации и една просечна репрезентација, така да одиме на ивицата, Столе. Тоа е мојова, можеме да бидеме и покојници и полковници. И полковници, да. Благодарам, Горан Георгиевски, благодарам за разговорот. Стадион. Емисија за вашата вистина.